Добре дојдовте во нашата најнова анализа. Денес, навистина навлегуваме во еден неверојатно фасцинантен концепт. Патувањето од апсолутна целосна безпарица до огромно нестварно богатство. И знаете, ова воопшто не е само обична математичка равенка, каде што едноставно додаваме нули на банкарската сметка. Воопшто не. Тоа е во својата суштина една длабока, би рекол, целосна психолошка еволуција. Патување кое буквално го реконструира самиот идентитет на човекот. Океј, да видиме како ќе се одвива ова. Ќе поминеме низ 5 клучни фази. Психологија на недостигот, потоа удобноста и така наречениот видлив кафес, па одвојувањето на времето од парите, инфраструктурата и моќта и за крај кружната вистина на богатството. Значи како што се менува нето вредноста на луѓето, тие поминуваат низ овие на вистино специфични и јасно дефинирани психолошки нивоа. Ајде да ги разгледаме. Значи стигнуваме до првиот дел. Психологијата на недостигот, односно нивоата 1 и 2, опстанок и стабилност. За почеток, мораме да ги тргнеме настрана сите оние холивудски филмски митови за амбицијата. Реалноста, за жал, не започнува со некоја инспиративна музика во позадина, туку со една тивка, буквално задушувачка математика на чист, секојдневен опстанок. Замислете ја сцената. Полноќе, екранот на телефонот свети во темнината и при отворање на банкарската апликација се појавува оваа бројка – $14.83. Ова не е само износ, луѓе. Оваа бројка представува кислород. На ова ниво парите значат живот или смрт. Секој трошок е како немилосрден тајмер кој одбројува, а киријата неизбежно доаѓа за неколку дена. Тоа е огромна тежина која човек ја носи во целосна апсолутна осаменост. Сега. Она што е навистина интересно овде, еден мит кој едноставно мора да го разбиеме. Сиромаштијата не е мрзливост. Никако. Психологијата на сиромаштијата е всушност класично исцрпување на когнитивен капацитет. Што значи тоа? Кога сметката е блиску до нула, секоја можна одлука мора да помине низ еден филтер на интензивен недостиг. Одењето во супермаркет со невозможен буџет, каде што се пресметува секој цент за најобичен орис или тестенини, тоа е математички и ментално потполно исцрпувачко. Човекот во таа ситуација не е невнимателен, туку едноставно когнитивно преморен, нема повеќе ментална енергија. И така, по можеби 2 години брутална работа, жртвување, откажување од се живо и постојани прекувремени часови, конечно се достигнува оваа бројка од $10.000. Да бидеме реални, објективно гледано, ова не е некое огромно богатство, нели? Но психолошки ова е сеизмичка промена, земјотрес. Зошто? Затоа што, можеби за прв пат во животот, еден неочекуван трошок нема да уништи се. Ако се расипе автомобилот или дојде некоја неочекувана медицинска сметка, тоа веќе не значи крај на светот. Баш тука доаѓаме до еден монументален чекор кој се нарекува практикување верба. Инвестирањето на првите $3.000 е тој голем премин од само преживување на денешноста кон вистинско влијание врз иднината. Но внимавајте, на овој праг психологијата на недостиг не исчезнува туку така како со магично стапче, не, таа едноставно става нова маска. Фокусот се префрла од како да преживеам во леле, како да не го изгубам сето ова сега. Оние што го градат богатството, почнуваат да гледаат на ова некако на целна линија, туку како на еден цврст, неопходен темел за понатаму. И тоа не води до вториот дел – удобноста и така наречениот видлив кафес. Ова е третото ниво – компетентност и замката на стабилната плата. Ова што го гледаме сега е тоа класично искуство на средната класа. Знаете, луѓето овде заработуваат на вистино удобен приход, имаат осигурување, се почитувани на работа, но неизбежно се судираат со еден невидлив, но многу реален психолошки зид. Клучниот момент, таа брутална ночна реализација, најчесто се случува баш пред ваква табела. Да речеме, со солидна плата од $75.000 годишно и на вистино упорно штедење од 15% секоја година, по неколку децении се акумулираат околу $1.4 милиони за пензија. Звучи феноменално, нели? Се додека не се направи пресметката дека ако тоа се подели на 25 години пензија, тоа се всушност околу $56.000 годишно и тоа пред да се плати данок. Математиката е сурова. Човек работи цели 40 години само за да го задржи приближно истиот тој стандард. Нема експлозија на богатство. Има еден цитат што едноставно совршено ја доловува оваа ситуација. Безбедноста не е слобода. Безбедноста е да ја знаеш формата на твојот кафес.
Толку точно, нели? Иако целото општество ова ниво гласно го нарекува успех, тоа е всушност еден многу јасен, многу видлив плафон. Оваа болна реализација е токму моментот кога почнува да тлее желбата, да се најдат начини како да се прекине таа вечна размена на сопственото време исклучивно за пари. Ајде сега да преминеме на третиот дел и да видиме како ова се надоградува. Го разгледуваме одвојувањето на времето од парите. Нивоа 4 и 5. Тука некаде се случува првиот вистински психолошки прекин во финансиското патување. Процесот обично започнува со додавање на некои нови текови на приход паралелно со дневната работа. Можеби некој мал викенд бизнис или пак имот што се издава под кирија. И знаете кога се менува се. Во оној момент кога ќе се случи првата заработка додека лицето, например, физички седи на некој здодевен состанок на својата редовна работа. Значи, без да се размени еден конкретен час за еден конкретен долар. Во тој миг доживотната линеарна равенка на времето и парите се крши на парчиња. Ова го поместува човекот од состојба на целосна зависност во светот на финансискиот лост. Но, еве еден интересен парадокс. Кога конечно ќе се помине таа фамозна, толку многу популаризирана граница од 1 милион долари нето вредност, вистинското чувство е често само едно обично олеснување, како доказ дека системот функционира и толку. Зошто нема скокање од радост и еуфорија? Одговорот е едноставен – адаптација. Тоа е најстариот трик на човечката когниција. Умот неверојатно брзо го нормализира достигнувањето што само до пред некое време изгледало сосема невозможно. Она што требало да биде крајна цел, веднаш, во истиот момент, се претвора во нов почеток, а целта се поместува уште подалеку. И така, доаѓаме до четвртиот дел. Инфраструктура, моќ и досег. Ова се нивоата 6 и 7, каде работите преминуваат од лични кон системски. Ова искачување кон екстремното богатство е навистина фаза каде што парите престануваат да бидат само една лична бројка на некоја сметка. Тие буквално се трансформираат во една тешка, сериозна функционална инфраструктура и се разбира, овој развој бара време. Како што гледаме на временската линија, од она преживување во нултата година, преку стабилноста па реализацијата за платата, стекнувањето средства некаде во 9-тата година, се до градењето вистинска системска машина во 15-тата година. Да се изгради финансиски систем способен да го надживее својот создавач, епа тоа е процес кој бара години и години, радикално менување на начинот на кој се управува со времето, со ризикот и секако со портфолијата. И кога ќе се стигне до ова ниво, над 50 милиони долари, тука секојдневните промени во животниот стил всушност почнуваат да стагнираат. Мислам, колку оброци може човек да изеде во еден ден, нели? Промената овде е многу посуптилна, но неспоредливо помоćна. Таа лежи во нешто што го нарекуваме досег. Ова е моментот кога одлуките на еден поединец имаат моќ да реструктурираат цели индустрии. Тие одлуки влијаат врз заедници кои тој човек, искрено, можеби никогаш во животот нема ни да ги посети. Оваа споредба брилијантно го илустрира контрастот помеѓу почетната и крајната точка. На првото ниво, се сеќавате, реалноста беше математика на преживување и постојано молење за шанси. А на 7-то ниво, тука другите доаѓаат да нудат идеи, а фокусот е исклучиво на генерацијско планирање, но тука се појавува еден неочекуван феномен, една специфична осаменост на богатството. Внатрешниот свет и секојдневието станува толку различни, што е се потешко да се споделат или објаснат на старите пријатели. Нивните реалности се сега незамисливо светлосни години оддалечени. Што не води до нашиот последен дел за денес? Кружната вистина на богатството. Враќањето на самиот почеток. Значи, целата оваа нарација прави еден полен круг и ни докажува нешто на вистина фасцинантно. Личноста на самото дно и личноста на самиот врв, верувале или не, тие функционираат водени од потполно истиот оперативен систем. Овој цитат совршено го опишува тоа. Парите никогаш не беа само пари, тие секогаш беа огледало. Работата е што богатството се акумулира внатрешно, апсолутно исто толку колку што се акумулира и надволешно. На првото ниво, парите едноставно го одразуваат она што му недостива на човекот, а на 7-то ниво? На 7-то ниво, тие го одразува она што тој го изградил. Сепак, мораме да зборуваме и за скриената цена на целото ова патување. Личноста која успева да премине од сиромаштија до ултрабогатство, мора практично да ги препише своите верувања и стравови, слој по слој. Погледнете ги овие чекори. Прво, се бара избор да се разберат парите.
наместо да се мразат. Потоа мора да се издржи сета таа неудобност од надминувањето на старите граници, да се изгради огромен внатрешен капацитет за системски лост и на крајот целосно, ама баш целосно да се реконструира сопствениот идентитет, до тој степен што човекот станува речиси непрепознатлив за своето минато јас. И за самиот крај, ова навистина остава простор за едно длабоко, суштинско размислување. Затоа што вистинското прашање никогаш не е само како да се стане богат. Не. Прашањето е многу поважно. Дали луѓето се навистина подготвени да станат доволно различни личности, за да можат да го задржат и да го носат сето тоа? Бидејќи низ секое можно ниво на богатство, на крајот на денот, фундаменталното прашање секогаш, ама баш секогаш останува истото. Колку е доволно?